Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Предходниот пат размислувавме за црквата, која е една од главните теми во посланието до Ефесјаните. Апостолот Павле ја представува црквата како тело, а Христос како глава на тоа тело. Ние христијаните сме соединети со нашиот Господ и Спасител. Но во ова послание црквата не е представена само како тело, туку и како храм, а и како Божја тајна. Денес ќе размислуваме за Господ Исус Христос и начинот на кој тој ја благословува црквата со духовни дарови. Целта на тие духовни дарови е да можеме да ги ползуваме за раст на црквата и за спасение на оние кои не се Христови. Бог не оставил на оваа земја со одредена причина, а тоа е да бидеме сол и светлина за оние кои се духовно изгубени. Во претходното проучување читавме за некои од практичните совети на Павле поврзани со христијанскиот живот. Христијанската вера е практична и Бог од нас очекува да го живееме тоа што го исповедаме. Слушнете што вели Павле во 6 стих. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Кога Павле вели дека Бог е над се, тоа се однесува на неговата трансцендентност. Божјата трансцендентност значи дека како создател, тој е над созданието и во ниту еден аспект не зависи од созданието. Например, на Бог не му треба кислород. Тој не мора да оди во супермаркет да купи намирници за да има што да јаде и слично. Тој, исто така, не зависи од нас луѓето. Бог не само што е над се, тој исто така и преку сите, а тоа се однесува на се што е создадено, видливо и невидливо. Бог действува преку нас и причината поради која ние имаме живот и го правиме тоа што го правиме, е поради тоа што неговиот живот е во нас. Без него, нашиот живот не би бил возможен. Самата таа идеја дека Бог живее преку нас, го прави животот навистина возбудлив и вреден да се живее. Дури и на некој начин да беше возможен животот без него. Мислам дека таквиот живот ќе беше многу досаден. Секој од нас има секојдневни обврски и работа која треба да ја заврши. Ако бидеме искрени, ќе признаеме дека има моменти кога се уморуваме од животот. Но во такви моменти важно е да се потсетиме на Божиот план и Божјата цел кои ни се дадени во писмото. Неговиот план и цел ќе не мотивираат да продолжиме напред. Не со негодување, туку со песна, бидејќи знаеме дека му служиме на семоќниот Бог. Ние сме повикани не само да живееме според Божиот план и за Божјата слава, туку и да уживаме додека го правиме тоа. Но реалноста е дека некои луѓе не живеат на тој начин. И затоа светот во кој се наоѓаме е во многу голем хаос. Ќе се обидам да го илустрирам тоа со една интересна случка од мојот живот. Пред многу години, кога работев како пастор во една црква, имав пријатели кои ме поканија да одам со нив да слушам оркестарска симфонија. Купија билет за мене и ми рекоа дека ќе им биде мило ако дојдам со нив. Луѓето мислеа дека ми прават услуга, но не знаеја дека во тој момент повеќе сакав да правам 100 други работи, отколку да бидам на тоа место. Причината за тоа е фактот што не ја разбирам музиката. Но кога стигнавме на местото, мислам дека научив нешто многу важно од тој настан. Со оглед на тоа што пристигнавме малку порано, одлучивме да седнеме на нашите столчиња и да чекаме да видиме што ќе се случи. Некој ги вклучи светлата на бината и забележав дека на неја има многу различни инструменти. Одеднаш, од левата и десната страна на бината, почнаа да излегуваат луѓе и секој од нив дојде до својот инструмент. Почнаа да ги штимаат и секој го штимаше својот инструмент. Ќе бидам искрен и ќе ви кажам дека тоа беше најнеубавото искуство кое го имав со жива музика. Кога сите почнаа да ги штимаат инструментите, тоа звучеше на се, освен на оркестарска симфонија. Многу беше ужасно, но ми беше мило што не траеше многу долго. Музичарите ги оставија инструментите и се вратија зад бината. Кога дојде времето да почне официјалниот дел од програмата, музичарите повторно се вратија на бината. Но овој пат беа облечени поинаку. Претходно,
излегоа во мајци и шорцеви, а овој пат беа облечени согласно на пригодата. Имаа кравати, чевли, бели кошули и изгледаа навистина добро. Секој од музичарите седна на столче и го зеде својот инструмент во рацете. На крајот излезе и диригентот. Тој се поклони пред публиката неколку пати и доби навистина голем аплауз, иако изведбата се уште не беше почната. Потоа се приближи до подиумот, ја зеде диригентската палка, се сврте кон публиката, повторно се поклони и доби уште еден аплауз. Следно, диригентот ни го сврте грбот и кога ја подигна диригентската палка, во просторијата настана таква тишина што можеше да се слушне мува во лед. Кога диригентот ја спушти својата палка, музичарите почнаа да свират. И тоа што го слушнав беше навистина неверојатно. Се наежив кога ги слушнав колку добро звучат музичарите кога се водени од палката на диригентот. Додека седев и уживав во музиката, почнав да размислувам како сето тоа што го видов има примена во духовната сфера. Ние живееме во свет кој е раштиман и свет во кој секој го свири тоа што го сака. Една група свири една мелодија, друга група свири друга мелодија и сето тоа звучи, односно изгледа навистина хаотично. Од небеска перспектива, мислам дека секој човек свири нешто погрешно, а и неговиот инструмент е раштиман. Сигурен сум дека кога размислувате за светот во кој живееме, барем понекога сте загрижени. На моменти јас сум обземен од грижа. И се чувствувам како Симон Петар кој пропадна во водата бидејќи се уплаши од брановите што се дигнаа околу него. Секој од нас ќе биде во искушение да рече нема спас за нас. Но доаѓа ден кога ќе истапи небесниот диригент, чие име е цар над царевите и господар над господарите. Кога ќе се врати, тој ќе ја има диригентската палка во своите раце. И кога ќе ја крене, сите ќе свират наштимано и ќе свират заедно. Тој е над се, преку се и во се. Затоа, не се откажувајте, бидејќи доаѓа диригентот и тој ќе ни помогне да свириме како што треба. Во следниот дел од посланието се опишани дел од даровите кои Господ Исус Христос ги дава на христијаните. Новозаветното учење е следново. Откако една личност ќе поверува во Евангелието, таа е запечатена со Светиот Дух, односно, Светиот Дух почнува да живее во неа. Секој кој во себе го има Божиот Дух, покрај другото добива и така наречен духовен дар, односно, одредена способност која доаѓа од Светиот Дух и која треба да се ползува за доброто на црквата и за сведоштво на светот. Во Библијата пишува дека црквата е повикана да се изградува, но исто така и да му служи на светот, притоа сведочејќи му за Божјата љубов и спасение. Сето тоа е возможно поради Божјата благодат која не само што не спасува, туку и ни дава други духовни дарови за да ја исполниме мисијата за која Бог не поставил тука на земјата. Слушнете што вели апостолот Павле во 7 стих. Ако имате Библија, отворете ја и читајте заедно со мене. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов. Главната идеја на овој стих е следната. Бог ни дал духовни дарови, со кои треба да служиме таму каде што тој не повикува. Но ова не е единствениот дел од Новиот Завет каде се зборува за духовните дарови. За истата тема Павле пишува и во посланието до Римјаните во глава 12 и во првото послание до Коринтијаните глави 12 до 14. Всушност, во Прво Коринтијаните се наоѓа најдолгиот текст на оваа тема во Новиот Завет. Во претходното проучување зборувавме за одржување на единството на Светиот Дух. Стихот кој што туку го прочитавме ни дава дел од одговорот како можеме да го направиме тоа. На секој Христов следбеник му е даден одреден дар кој може и треба да го ползува во контекст на локалната црква. Во првото послание до Коринтијаните пишува дека даровите не треба да се чуваат за себе, туку да ги користиме за да им служиме на другите. И на тој начин црквата ќе функционира како тело. Секој верник е орган во тоа тело и придонесува со своите дарови и способности. Во Прво Коринтијаните 12:7 апостолот Павле вели: а на секого му се дава во него да се пројави духот за полза. Тоа значи дека секој верник има некаков дар од духот и токму преку тие дарови духот дејствува за полза и изградба на духовната заедница.
Даровите не ни се дадени за да можеме да се фалиме со нив, туку за да го изградиме Христовото тело. Интересно е и тоа што даровите не ни се дадени за наша лична изградба, туку исклучиво за изградбата и доброто на другите. Неколку пати ми се има случајно некои христијани да ми кажат дека не ги практикуваат нивните дарови во црковен контекст, туку само за своја лична изградба. Со секаква должна почит, на таквите им велам дека нивното користење на даровите не е во согласност со Библијата. Апостолот Павле многу јасно пишува дека даровите се дадени за полза на црквата. Ако не се користат во таков контекст, моje лично убедување е дека се користат спротивно на Божјата волја и цел за која се дадени. Ке се обидам да ви илустрирам како изгледа тоа кога некои верници не сакаат да ги ползуваат своите дарови во контекст на црквата. Замислете ситуација во која се будите наутро и вашите нозе не функционираат, а треба да одите на работа. Без нив, тешко дека ќе успеете. Потребни ви се нозете за да станете и да одите на работа. Христијаните кои не ги ползуваат даровите во црквата се како нозете кои не сакаат да функционираат. Со тоа, тие го ускратуваат телото од можноста да функционира во полн потенцијал. Кога знаете кој е вашиот дар и го ползувате во контекст на црквата, тогаш духовната заедница на која припаѓате функционира како што треба. Павле е многу јасен во однос на даровите. Тој вели дека секој верник има дар и целта на истиот е да им биде од корист и благослов на другите. Кога секој од нас би го користил својот дар, тогаш Христовото тело би функционирало во полнота и би се запазило единството во духот. Бог не само што ни дава дарови, туку ни ја дава и благодатта која ни е потребна за да ги користиме. Како што во оркестарот секој музичар ја знае својата улога и кога секој го свири својот дел од музиката звучи прекрасно, така и во црквата секој верник е повикан да го знае својот дар и да го ползува на начин кој е одреден од Бог преку писмото. Слушнете што пишува во стих 8. Затоа е и речено, издигајќи се на височина, плени плен и им даде дарови на луѓето. Павле имаше многу добро познавање на писмото. Оваа реченица е цитат од Псалм 68:18, каде пишува: Ти се возвиси високо, плени плен, прими дарови од луѓето, дури и од противниците на Божјото пребивалиште таму. Некој можеби ќе рече, има разлика во тоа што го пишува во Псалмот и тоа што го пишува Павле. Во Псалмот се вели прими, а Павле пишува даде дарови. Единствената личност која има право да промени одреден цитат е авторот на цитатот. Така што, единствениот кој може да го промени стихот од Псалмот е авторот на истиот. Но знаете кој е авторот на Псалмот? Истата личност која е автор и на посланието до Ефесјаните, односно Светиот Дух. Има причина зошто во Ефесјаните пишува даде, наместо прими. Во книгата Псалми, зборовите се однесуваат на Исусовото седење од десната страна на Отецот пред да се отелотвори. А во посланието до Ефесјаните се однесуваат на неговото седнување од десната страна на Отецот, откако се отелотвори, умре и воскресна. Овие зборови се однесуваат на неговото воскресение. Откако Христос се вознесе на небото, тој седна од десната страна на престолот и Павле вели дека им даде дарови на оние кои веруваат во него. Тоа значи дека верниците добија духовни дарови со цел да го пренесат евангелието на луѓето од светот. Најважниот дар кој го добија христијаните е Светиот Дух, и тоа се случи за време на празникот Педесетница. Но со доаѓањето на Светиот Дух, верниците добија уште многу други духовни дарови. Од тогаш наваму, секој кој се раѓа духовно го добива Духот, а заедно со Духот и духовен дар. Тоа е начинот на кој Бог действува во и преку оние кои се во Христос. Стихови 9 и 10. А што означува издигајки се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата? Слегнатиот е истиот кој се издигна повисоко од сите небеса за да исполни се. Мислам дека логичното објаснување за овие стихови е следното. Штом Христос се издигнал, тоа значи дека претходно тој се спуштил или слегол. Некои луѓе веруваат дека слегувањето се однесува на неговото отелотворување. Има и друго објаснување во однос на овој стих, а се однесува на идејата дека по смртта Господ Исус Христос слезе во пеколот
за да им го проповеда евангелието на мртвите кои немале можност да го слушнат. Не сакам да навлегувам во тие дебати, бидејќи не се толку важни за нашето проучување. Главната тема на ова проучување се духовните дарови кои Христос си ги дава на црквата преку Светиот Дух. Стихови 11, 12 и 13. И тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, додека сите него достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Ова се дел од даровите и повиците кои Бог преку Духот ги дава во црквата. Павле вели дека некои луѓе се повикани да бидат апостоли, други пророци, трети благовестители или евангелизатори, четврти за пастири, а петти за учители. Која е целта на овие дарови? Павле вели за изградување на Христовото тело, додека сите него достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Главната цел на црквата е да се изградува и да расте, а потоа да сведочи за радосната вест, односно за спасението кое Бог им го нуди на изгубените. Накратко ќе ги објаснам даровите за кои Павле пишува во овие стихови. Први се апостолите. Која беше службата на апостолите? Тие беа луѓе кои имаа повеќе служба да започнуваат нови цркви, да подигаат водачи во тие цркви и потоа да ги остават самостојно да функционираат. Патем, апостолите беа луѓе кои го видоа Исус Христос со своји очи и од него добија директен повик за таа служба. Така што, од таа гледна точка можеме да кажеме дека денес не постојат апостоли. Кога пишува за пророци, сметам дека Павле мисли на новозаветни пророци. Станува збор за луѓе кои, исто како апостолите, имаа посебна мудрост и увид во доктрините на христијанската вера. Тие беа поттикнати од Светиот Дух да го споделуваат со христијаните тоа што Бог сака да им го каже. Благовестители се оние кои служат како евангелизатори. Кога велам евангелизатори, мислам на мисионери кои постојано патуваат и го споделуваат евангелието таму каде што одат. Например, Павле не само што беше апостол, тој исто така беше и евангелизатор. Пастири се оние кои се грижат за христијаните, а учители оние кои ги поучуваат христијаните. Тоа се луѓе кои се надарени со цел да ја помогнат на црквата да созрее, да напредува и да се изградува според Божјата волја. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.